Честите промени на законските мерки им предизвикуваат проблеми на компаниите, посебно на малите и средни предпријатија. За таа цел започна спроведувањето на инфосесии за полесна примена на законите во бизнисот. Очекувањата се дека фирмите ќе успеат да ги надминат проблемите во имплементацијата на законските регулативи, а со тоа ќе се намалат и казните со кои се соочуваат. Директно ќе им помогнеме, значи индивидуално ќе им помогнеме на компаниите со посредство на консултанти, односно експерти, кои директно ќе работат со нив за имплементација на одредени законски решенија или финансиски решенија со кои имаат тие проблем, за да може полесно да ги имплементираат во правилна насока. И повторно ќе повторам, значи целта на овој проект е да го намалиме процентот на казни кои се изрекуваат према малите и средни предпријатија кои резултираат од неправилно имплементирање на самите регулативи. Инфосесиите ќе се реализираат во 11 градови во земјава до почетокот на месец јуни. Предходно направена е анализа за тоа во кој дел од работењето фирмите се соочуваат со најмногу потешкоти. Прават и обврските кои што потекнуваат од законите за работни односи и законот за безбедност и заштита при работа, а останатите две теми кои што ќе бидат покриени на другите настани се за урбанизам и за екологија и за даноци и царина. Од Стопанската комора очекуваат дека во иднина ќе се влијае на зајакнување на капацитетите меѓу коморите, за да се понуди поадекватна помош на фирмите. Во плаќањата меѓу фирмите, што имавме и такви средби, ликвидноста на фирмите, што мора некои, ние често ги разговараме тие проблеми да се разрешат и да се донесат нови закони за решавање на тој проблем. Ликвидноста на фирмите мора да се подобри, да се зголеми, за да има соработка меѓу едни и други, поради тоа што ако една фирма не може да плати на друга, тогаш и другата паѓа во тешкотии. Инфосесиите се дел од проектот на УСАИД, насловен Партнерство за подобра бизнис регулатива, а инфосесиите ги реализираат Стопанската комора на Македонија на северозападна Македонија. Комората е за информатички и комуникацијски технологии и Епицентар Интернационал.